Во остварување на уште една хумана мисија. Завршуваме уште една недела од VIP сезоната од изборот на најдобри рецепти. Имавме тројца на преварувачи, а ви одлучивте победата оваа недела да му припадне на професор доктор Јовица Угриновски и за неговата тајландска супа. 18.000 денари е наградата која што ја добива победникот на неделата, а денеска токму оваа награда ќе замине во рацете на младиот Трајче, кој што има само 8 години, а неодамна беше опериран од страна на професор доктор Угриновски, бидејќи боледува од епилепсија. Трајче има 8 години, е од Прилеп, а токму денеска треба да биде пуштен од болница да се замине дома. Пред да оди дома, мене ќе ми биде баш мило што неговите родители и Трајче ќе ги израдуваме со овие 18.000 денари, бидејќи докторот Угриновски одлучи да ги додели на ова семејство, кое што, иако операцијата е веќе за нив и помина успешно, сепак им предстои уште тежок период и им се потребни навистина средства за да и понатака продолжат да набавуваат лекарства за своето дете, односно за 8 годишниот Трајче. Ќе се запознаеме со неговиот татко, ќе се видиме повторно со професор доктор Јовица Угриновски. За некој момент Трајче го има пуштен од болницата каде што престојува, бидејќи, кажав, операцијата е завршена успешно, иако беше многу тешка, а пред да си оди дома, ќе поразговараме со неговиот татко и ќе го дачиме овој чек од овие 18.000 денари. Затоа останете со нас и денеска внимателно следете оваа наша нова хумана мисија од VIP сезоната за изборот на најдобри рецепти и внимавајте убаво на кој начин и вие може да помогнете да придонесете за повеќе насмевки во ова семејство. Беше Богдан и Любов. Така да пријателите вика, ама Боги е сега на темата, така и јас ке ви се обрекам така. Нека сме пријатели, сега се запознавме со таткото на малиот Трајче. Трајче има само 8 години, ние разказавме неговата приказна, неговата историја преку професор доктор Јовица Угриновски. Додовме денеска ќе ме пуштате болница. После операцијата која што имаше Трајче, ние додовме да ви изненадиме со денував подарок од докторот, но пред тоа сакам вие како родител да ми ја раскажете за целата историја, целата приказна. Не сме го можели со времето со Трајче да снимаме, бидејќи си е мален, или го спремате за напад. Ќе се јавиме да Прилеп, инаку се однесува до историјава со Трајче. На 2 години почнаа проблемите со Трајче. Овдека докторите во државна болница исто се трудеа да помогнат колку што може. Не може, а ние како родители се продолживме да си бараме решение за нашиот проблем. Бевме до Германија, во Хајдельберг за детската болница. Таму беше диагностицирано од каде доаѓаат тие напади кај Трајче. Кога се вративме овдека, значи таму се беше диагностицирано за операцијата. После разговор со пријатели, се почна да познаваме некој хирург. Разбравме дека докторот Угриновски е овде кога система. Остваривме контакт и закажа система, посредствено ги разгледа сите документи и од државна болница и од Германија ги разгледа, потоа ни закажа кога ќе биде операцијата. Операцијата успешно ја изведе доктор, значи успешна е операцијата, сега да се надеваме се најдобро дека ќе биде со детето. Така, 8 години на Трајче, кажавте дека првите знаци симптоми били на 2 години. Вие како родители или мајката да ја споменам да имаме тоа да се крече како да се напиме? Сигурно ќе помине да се не
толку многу, како што кажа и самиот доктор на историја, и само тоа дека операција финансиски сме речени при крај. Морам да го кажам тоа. Значи, тоа е точно. Ова помош благодарение на секој сега повторно сигурно да ни било благодарение сега. Да искористи ова прилика, најпред да му се заблагодарам на докторот, огромна благодарност за докторот, значи, што изведе операција на неговиот ангажман околу детето, значи, постојаност, грижливост со детето од 3-4 пати дневно, исто така на любезноста на самите лекарски сестри и на другите доктори што учествуваа во операцијата, а исто така сакам да благодарам до самата болница, до излет на националниот дом, пошто ни возможува добар пропуст односно операцијата. Низ премрежата тоа ми беше прашањето кој што со годините поминувате, од кого добивавте поддршка, пријателите, белите, Да, без пријателите и без фамилијата сигурно немаше да стане. Може би може да моментот кога не биловте решени и излез од целата ова ситуација. Тешки моменти, многу разочарување, али сепак не се откажавме. И сега се надевам дека Кога е ситуацијата лоша, да родителите тешко и да го препушти своето дете, кога станува збор за здравјето нели на докторите, сепак нели. Сето тоа е еден период можеби додека на страв, операција и така натаму и така натаму. Стравот ризик мора да постои и ти мораш да го прифатиш за да продолжиш понатаму со лекувањето на детето. Значи, самото предавање на детето, пуштење на операција е травма. И за него, и за нас. Кажете дека сега операцијата била успешна. Што сега следува понатака? Порумата предпоставам дека продолжува, но доста се потребни се уште хумани луѓе, хумани наши гледачи кои што може да помогнат, како можеме ние да апелираме и преку апел да придонесеме во уште поголема помош. Моменталната помош најдобра би била се знае, како ние сепак набавуваме и лекарства, не е само операција, набавуваме лекарства од Германија, значи тие коста од 250 до 300 евро месечно. Успеваме со помош на пријатели, роднини, најмногу роднини, значи ни помагаат. И така, тоа е помош. Вработаме да сте били заедно со тие? Работи. Нема как не да поработи. Значи мора да се ангажираме кој пријател роднина за да биде со него, додека ние мораме да заработиме за да ги подмириме сите трошкови околу него, па баш и другите трошкови што ги има нормалниот живот. Кажуваме дека сте били во период кога не сте гледали може би излез, потоа се запознавате со доктор Изгриновски, ви кажува дека и тука може да се реши проблемот. Проблемот на сега не Имате ли голяма среќа за вас во тој момент? Огромна среќа што докторот ни беше тука во Така. не треба да патуваме во Германија. Тоа е големо малтретирање и за нас пример го дадов Германија. И за детето, така. Во која било земја, тука да е близко, сепак е друга земја, да. Значи, за детето, значи, по големо леснување ми беше што е тука. Втора работа, огромно леснување што овдека е 3 пати поевтина самата операција. Че кога го има Плюс и дома, така. Тука е, има стресови по патишта и работа. Значи, многу сме задоволни тука и уште еднаш ќе му се заблагодарам на докторот за неговиот ангажман и за успешната операција. Имате ли жиро сметка, веќе две донации, како може нашите гледачи да ви помогнат Жиро сметка немам. или да ве побараат на неки телефонски број да ги споделиме? Многу да. Кој е вашиот телефонски број? Број 072 Така? 270 919. Така, слободно може кој што сака да помогне. Е добре, секој е помош добре. Така, ние ќе го објавиме на екран телефонскиот број. Јас сега ова дали од всушност за што сме тука, е чекот од 18.000 денари. Ова ќе биде еден убав спомен за вас, за од доктор Јовица Угриновски, канал 5 телевизија, кога треба сега да патувате вечерва кон Филип и да одите дома, во вашиот топол дом, да ви дадеме еден
подарок и да знаете дека во секој време некој мисли на вас. За ова се заслужни нашите гледачи кои што гласаа за рецептот на доктор Јовица Бриновски. Не знам дали знаете дека готви ова. Да, знаете дека тоа. Епа кога ќе одите кај него на гости или кога ќе ви дојдат во прилеп на гости ќе ви изготви нешто. Ова се сега 18.000 денари од Канал 5 телевизија, од победникот доктор Јовица Бриновски за вас, за вашето мало детенце, за вашата сопруга, колку толку да придонесеме за Добре дојдеме.